држава, па да искочат педерите по улица, онака, у женскиот дел направени со штиклици, миклици, онака едно 2000 души така се шетаат. Знаеш што ме нервира? Ако случајно, значи Господ некако ти ги свртел тие хромозомчињата и ти си така роден со нагон према мужи, тоа е окей. Ама ние бе брат што пред вакви риби брат тие са тие на твој гъз да се павам, тоа ми е малце Нели, чудно. мада не ти е лошо. Пошто си бил гимнастичар. Тоа не поддржавам. Значи од еднака слободна волја па да пробам нешто друго. Немам ништо против, напротив, би сакал они да се изборат за своите права, меѓутоа мислам дека грешката е во тоа што они не се покажуваат кои се и што се. Кои се хомосексуалците во оваа држава, никој не знае. Се уште се кријат, се женат, имаат деца и тајно се хомосексуалци. Кои мислат да им ги избори правата, ако само еден дечко Кочо, председателот на МАСО, излезе и рече јас сум хомосексуалец во оваа држава. Сексот за тебе е табу тема во оваа држава, Део. Не за мене, брат, шо ти е? Абе, брат, ме си... Абе, ние си се научивме сами како се понашаме према девојки, ама у фази, брат. Кој знае како ни се смеат некои девојки, брат. Кој е седнал нас да ни каже татко, мајка или некоја школа, учителка каде деца? Ова е прстуче. Добро, кажи ми ја... Вака се силиња, не ја драпајте јако, полека, бидете нежни или полека со тоа со кничета. Кој ти кажал, брат? Да. Не се збори општо за тоа, брат. Добро, како дете кога прв пат имаш чуено за клиторис? Што е тоа, бе? Тоа некоја јака емисија, Не, али кога го откри, да речеме? Кај се наоѓа? Ма ти што ти Пошто е, никој ти го нема покажано, така? Замисли, дојде, не знам, некоја тетка и ти покаже, злато, овде се наоѓа. Повели и само ова чечка го доре, другото не важи. Мислиш дека сме неедуцирани сексуално како држава? Море максимално. Мислиме дека клиторисот се наоѓа на уво овдека негде. Така? Па ја ти гарантирам дека до некоја добра возраст дека деца некако од виц го знаат зборот. Кај си имал секс на најчудно место во Скопје? Брат, може ти е смешно, така? Ајде, кажи што ти. Брат, кола, ама тоа на сите име нормално место, мене ми е чудно, пошто сум 2 метра, брат. Ти рачунаш дека на време трзаш нешто да правиш, менјач. Трз ми пепелјарата ја вадам, брат, што ти е тебе? Стварно е успех, брат. Да, ама си успел да го направиш тоа? Добро, бе, ти кај имаш, брат? На тераса. Не. На тераса. Чекај, не мешај ако ти било убаво и чудно место е, брат. Ај така на прозор, брат. На прозор, бе, брат. На прозор, бе, брат. Си пробал? Па сум, брат, прозор не е чудно место, брат. Сема ти не се гледаш од позади прозор. Тоа, бе, пусти малце ролетна и... Намонтирај флиперот и играеш. Јас сум нискоча. Добро, од нашиве гостинки ти фатила некоја ерекција да ти предизвика, да си затрзал на некоја... Сигурно е меѓу останатите. Па би ја издвоила Елена Ристевска, брат, сигурно. Сакаш да те гаѓам с нешто, бе? Повели. Па нели Сара, бе, не си тачан. Чекај, поснаги. Кај беше? Јас требаше Елена Ристевска да ја Чекај, кажам. па добро, брат, ги измешав. Ги поделивме кој што треба. И што бараш ти со Некој Елена? ще има привлечено. А што ќе правам јас со Сара, еве? Треба да изакачам кој за BMX он дека, за да можам се качам да ја пољубам. Да ја грендам. Чученашка прашање. Дали некој од гостинките дека ми има предизвикано нешто? Тоа ни вика, па нешто, интересантно како го праш ова и се случи баш меѓу последниве емисии. Мислам дека имавме момент со Сара Леши. Ке ти се мажи. За американец, кога ти викав да си земеш америчко државјанство и такви работи. Зашто, брат? И да правиш пари во животот. Тоа е друг муат. Брата, ти бе, брат, чекај, брат. Елена Ристевска. Чекај, бе, брат, ти си поизложен, значи, у 3 години, че седеш и се обраќаш, што не трагично мора стварно нонстоп очи да те гледам. Да. И пошто знам дека не си баш малце, окей? Кажи ми дека никогаш не си помислил. Секогаш сум помислувал. За некој е повеќе, за некој е помалце, брат. Дури мислам дека ми се приметувало и не сум станувал да пеам зашто ќе ми се гледа шоторчето. Еднаш ти имам приметено, ама мислам, викам, да не. Не, сериозно, ја луд, викам, што го гледам таму или стварно му рипнал. Јас се фасцинирам од жена, брат, кога ќе видам убава жена, се фасцинирам. Такоје. Се смеам, се раскравувам и се навлажнуjem. Значи, да не издвајаме друга, ама зборам онака пријатно чувство. Шатор, не шатор. Јелена Томашевиќ сигурно, која е онака изузетно шарматна. Дивна Пешич. Сега се тепкаме, кој коме? Сара Леши. Сузана Гавазовиќ. Барби. Има опасен дечко фудбалер ако не фати ке Не, нема врска, не, чисто онака, да. комплименти, некакви. Друга?
Каролина смеам? Мислам дека е раскината. Каролина. Каролина, апсолутно. Жена која плени, нели? Жена која не дај Боже те погледна, брат. Да. Елена Ристевска ја спомнав? Брат, па немој дека ќе ја утнеме, бе, брат. Кога? И пред емисија кој бев во ВЦ и после емисија. Памтиш? Сузана Манчич. И татко ми се наљути што сум ми се пуштал на неа. Леле, мајко Ми рече, моја. си не знаеш дека е моја. Стварно, не. Та, не, Сузана Манчич, апсолутно. Добро, има ли некој што те нервира, брат, во животот? Па еве ти, брат. I will kill you. Ахмет. Ахмет, I will kill you. Не, стварно е. Имаш ли, ама мораш, значи размисли, имаш 10 секунди. Имаш ли на некој да му се извиниш, брат? Значи по грешка да си го, извини, ама отиде. Имаш некој лик одржава, не е битно. На Зоки Бейбе. Еднаш го Па спомнав. искористи еве ти камера. Да, и му се извинив јавно и јас јавно му се извинив во оваа емисија, следната емисија веќе на Зоки Бейбе му се извинив и му реков дека беше спомнат во погрешен контекст и уште еднаш му се извинувам на Зоки Бейбе, не само една лично. Сакам да им се извинам на сите оние на кои што не случајно, не сакајќи сум ги повредил со моите размислувања. Не морале да ги слушнат затоа што далечинскиот управувач е најдобриот лек против Тони Михајловски. Не, они што сакат нека прават него. Ти дали се каеш заради нешто, брат? Ја не се кајам заради ништо, брат. Нешто би изминал кој би бил едно 15 години помлад, брат. 15 години кога бил помлад, да, би сменил држава на живење. Не би живеел овдека. Па ако сачекаш ше малце ќе дочекаш, брат. Део, толку беше, а? Брат, ја мислам дека е толку да им се захвалиме на сите што не тинтра 3 години. Сега се најбитните, драги мои, пред да ги прочитам спонзорите, оние кои што, заради кои што ние постоиме, тоа сте вие, почитувани гледачи, покрај малите екрани, вие со далечинските управувачи во рацете, вие што не сакате и не мразите, се смеете, плачете и пеете заедно со нас веќе 3 години. Вие што не поддржувавте во сите добри мисии и хумани дела што ги направивме, вие што гласавте на телефоните, вие што пишувавте мејлови, вие што седевте на Facebook и што ни праќавте поддршка, ви гарантирам дека и следната сезона ќе имаме доста квалитетна емисија која исто така ќе се вика Опуштено, драги мои. Ќе ги имаме и верките, ќе ги имаме и чистачите, ќе имаме и нови ликови. Знаете дека почнавме со некои новитети како воведување прекрасни лица во позадина од модното студио Црнокрак како редовна публика овдека, само вам да ви биде поубаво. Знаете дека бевме провоцирани и кажувавме се и се што на оваа телевизија, имавме секакви гости, некои ги спасувавме да не ги видите какви се, некои не спасуваа да не видите какви сме. Сето тоа беше една симбиоза прекрасна. Голем поздрав до Еврофорум, единствената продукција која се нафати пред 3 години да ја води оваа емисија и која веруваше во Тони Михајловски, во Дејан Матич. Голем поздрав до Пела Роса, до Монтенегро, Пела Кафе и Промес, тоа се вашите 4 пријатели кои летово ќе ви го направат поубаво. Голем поздрав до сите оние кои беа овдека меѓу овие спонзори, меѓутоа сега веќе не се. Благодарност за времето додека беа тука. Голем поздрав до нашите помагатели Хотел Мрамор, модното студио Црнокрак, Ивана Атанасовска, која запознавте конечно нашиот шминкер, ресторан Дуомо, Ред Карпет, градски трговски центар Први кат, гардероба пар екселанс, драги мои, високо квалитетна, Автомото клиника Манџар, се за вашите автомобилчиња, дневниот вестник Вечер и специјализираното списание за угостителство Баркод. Би сакал посебно да му се заблагодарам на Драган Павлович Латас за неговиот пиар на вестите на Сител телевизија и да ги поздравам другите и да им кажам дека така се прави поддршка на една емисија кога си на една иста телевизија со некого. Да ве поздравам и вас уште еднаш, да ви посакам се најубаво. Да те поздравам тебе, брат. Да те поздравам и тебе, друже. Да им кажеме дека на Сити Радио од септември во Балканска е банка. Балканска е банка, точно. Тони и Део, да. Дека продолжуваме со Опуштено. Останете живи, здрави, одете во Турска, Грчка, Бугарија, каде што милувате вие, поминете си прекрасно, донесете убава боја. Опуштете се, драги мои, една песна за крај, ќе им зловиме ли? Да, една песна за крај, ќе здрвиме со Скандал састав и нема да ве малтретираме некои 2 месеца. Да сте ми живи и здрави, македонци. Македонијо, чувај се каде и да си. Може еден аплауз.